На работот пеколот, емотивни сведоштва на пациентите од Битолската болница за болката и стравот што ги предизвикува COVID-19. На инфективното оделение 24 часа трае битката со невидливиот непријател. Драматично расте бројот на заболени и починати во Битола. Лекарите и сестрите се на граница на издржливост, но велат се уште со ентузијазам се борат за секој човечки живот. За прв пат ТВ екипа влегува во ковид зоната на инфективното оделение во Битолската болница. Емилија Мисирлиевски беше таму. Ова е инфективното оделение во клиничката болница во Битола. Објектот е физички одделен од главната болничка зграда, па сите капацитети од овој блок сега се на располагање на регионалниот ковид центар. Овде сега се вперени сите очи на јавноста. Насочени се сите сили на здравствените работници. Овде тенка е линијата меѓу животот и смртта. Влезот во ковид центарот е строго забранет. Чекаме персоналот да не внесе во делот каде лежат пациентите заболени од опасниот вирус. Влегуваме во зградата, тука добиваме прецизни упатства како треба да се однесуваме, како да ја облечеме заштитната опрема, што смееме, а што не. Сите лични работи ги оставаме овде. Во една просторија, дежурните лекари и медицинските сестри се подготвуваат за попладневната визита. Заедно со нив ја минавме целата процедура на облекување на опремата, со скафандери, двојни маски и ракавици, заштитни очила, визири, под полна опрема, ја почувствувавме тежината што здравствените работници секојдневно ја носат додека се на работното место. Ова ни е рутина, така да за кратко време се облекуваме, ова ни е собата за облекување на лична заштитна облека и фактички тоа е наша лична заштита и заштита на околината. Колку пати ова го правите на ден? Па некогаш 4-5 пати на ден, некогаш и повеќе, зависно од потребите на пациентите. Сите се упатуваме кон ковид зоната. Низ ходниците се слушаат лелици и болни извици од некои соби каде се пациенти во тешка состојба. Инфективното оделение во клиничката болница во Битола во изминатите месеци испиша различни судбини. Овде битката за живот трае буквално 24 часа. Некои од пациентите заминуваат оздравени, но некои ја губат битката со коронавирусот. Дел од оние кои закрепнуваат во болничката постела, прифатија да зборуваат пред камера. Битолчанецот Тодор Тодоровски емотивно ја раскажува неговата борба со опасниот вирус. Јас дојдов баш таксно, буквално на границата на пеколот. Тоа ви го кажувам. 2 дена тука не знаев кај сум. Се што барав беше само вода и ништо друго. Ни храна, ни луѓе, ни телефон, ни ништо. Дојдов заобиколен, подмолен начин, болеста дојде преку член на фамилијата. Не бев ни свесен, како и сега, ги почитував сите, буквално сите мерки, што беше, ама било да биде. Нема спас. Јас само едно можам да кажам, кој си го сака својото, да не го види тука. Колку дена сте тука? 11. Подобро е сега? Супер е сега. Сега е супер. Првите 2 дена, 3 дена беа првиот или вториот круг на пеколот, тоа да ви кажам. Пациентите се постојано под будното око на медицинскиот персонал. Смената на дежурните лекари трае 24 часа, медицинските сестри имаат 12 часовно дежурство. Со часови остануваат во тешката заштитна опрема. Почнуваме на сабајле од 8 сатот и нашата работа е преку целиот ден без престан, до наредниот ден, до 8 сатот, додека не си ја предајме смената на наредната дежурна екипа. Значи, се соочуваме со работа која што е навистина напорна, навистина премногу тешка. Се соочуваме со се уште непознат вирус, се уште недоволно разјаснет. Се соочуваме со многу тешки клинички слики на пациенти, значи со клиничка слика на пациенти која што се променува секој сат, секоја минута, така да унапред никогаш не знаеме што ќе се случи и како ќе се одвива понатамошната слика на пациентите. Персоналот на работ на силите веќе сега после колку 8-9 месечна борба и сега се знае. Значи ние се бориме 8 месеци, оваа битка трае 8 месеци и веројатно ќе трае и понатаму.
Интензитетот се засилува секој ден, секоја недела се повеќе и повеќе, затоа зборува и бројот на пациентите кои што секојдневно ги примаме на нашиот, да речам, во нашиот ковид центар. Па да ви кажам, не држи некоја љубов, некоја чувство, некој осет кој што јас не можам да го опишам, значи не држи некој ентузијазам. Оно што најмногу ги загрижува инфектолозите е големиот број на починати. Велат дека на инфективното оделение никогаш не виделе толкав број на смртни случаи. По долги години минати овде, сега најголем предизвик е како да се победи коронавирусот. Идат во многу тешка состојба, некои неконтактибилни, коматозни, со многу тешки клинички слики, со многу тешки пневмонии. Ординираме терапија по протоколи која што се ординира во целиот свет. Имаме успех кај поголем дел од пациентите, али за жал кај некои не можеме да направиме ништо. Колку од оваа битка се уморни здравствените работници. Заболените можат да видат само кога ќе дојдат во овие болнички кревети. Пациентите кои се уште се борат со вирусот апелираат да се почитуваат мерките и препораките, затоа што тоа е многу полесно отколку да се дојде на работ до смртта. Ве молам сите да бидете одговорни затоа што треба да го штедиме овој медицински персонал, бидејќи даваат надчовечки напори деноноќно. 24 часа се на смена, значи ниеден пациент не е остаен сам на себе. Принципиелни се, ведри се, насмеани, а умора му се гледа на сите. Верувавте во вирусот пред да стигнете тука како сега? Да, верував, ама не може да биде во ваква тешка форма, значи. Јас сум тука веќе 10-ти ден и се осеќам многу подобро од дента кога што дојдов. Лекарите се прашуваат како и покрај огромниот број новозаболени, каде речиси во секое семејство има по некој позитивен на вирусот. Луѓето се уште се убедени дека болеста е измислена. И покрај секојдневно се поголемите бројки на инфицирани и заболени, со тешки клинички слики и се поголемиот број на починати пациенти не револтира секако. Недовербата на поедини луѓе кои што се уште сметат дека ова не е ништо, дека ова е измислена работа, значи ова е реалност. Еднаш да сватат луѓето дека ова навистина ни се случува нас и на целата планета. Еден од пациентите во ковид центарот во Битола е Ѓорги Ѓоргиевски. Претходно не верувал дека вирусот има ваква моќ. Сега има само една желба – да излезе здрав и жив од оваа болничка постела. Јас во саботата дојдов во многу лоша состојба, со многу висока температура и луѓето тука ме превзедоа одма со инфузии и од тогаш, од саботата до сега сум, фала Богу, добар. Не осеќам тегоби, не осеќам болки, кашлање немам, температурата ми ја снема одма с места. 5-ти ден сум тука и се осеќам многу добро и се надевам дека ќе бидам добар. Луѓето се тука одлични, дават се од себе, опремени се и јас се надевам дека ќе си излезам здрав и жив од тука. Верувавте во вирусот претходно или не толку? Не, мисля дека толку опасно нешто не може да биде, ама во многу страшна состојба дојдов во саботата тука. И, фала Богу, сега сум поверен. Додека надвор се дебатира дали вирусот постои или не, инфективното оделение во Битолската болница се полни со пациенти и ги живее најтешките денови. Од почетокот на пандемијата овде вкупно се лекувале 600 заболени од вирусот. Само во октомври биле примени 165, а дневно имало и по 13 приеми. Капацитетите во неколку наврати се прошируваа, а сега повторно се подготвуваат нови оддели. Недостигот на персонал и натаму е најголемиот проблем. Има доволно место, спремаме и нови капацитети. Инаку, како што знаете, веќе се најавуваат модуларните болници, а нашата општина е максимално спремна, го подготвуваше подолг период цел проект и буквално чекаме само кога ќе се даде амин да се влези, да се работи, за скоро и тоа ќе биде готово. Меѓутоа, имаме во моментот доволно капацитети. Овде се обезбедени околу 80 кревети, спремаме уште еден оддел, кој што најверојатно од понеделник ќе биде пуштен во употреба, согласно бројките на пациентите.
Сите болници во државата се соочуваат со недостиг на кадри, на медицински персонал. Како овде тоа се решава? Значи, организирани се по системот на ротација. Уште од првиот момент морам да кажам, согласно бројките, или работат чисто инфектолози со инфектолошките сестри, но веднаш по потреба, кога ќе почнат да растат бројките, се ротираат цело време од другите одделенија, медицински сестри, додека пак кога се појави првиот пат потребата, интернистите влегоа и пополнуваа како втор, трет дежурач. Меѓутоа, да не заборавиме дека кај нас системот е организиран поинаку. Ние имаме и триажен дел, кој што е одделен од другата страна на оваа болница, каде што се прегледуваат суспектните пациенти, па се прави триажа кој за во хоспитализација во суспектни пациенти. И таму морам да кажам дека пнеумофтизиолозите, заедно со помош на интернистите, се тие што го одржуваат и го држат првиот зид, да речам, и се на удар најповеќе. Половина час на инфективното оделение изгледа како цела вечност. Потоа следи потешкиот дел, слекување на заштитната опрема, по утврден редослед, а мала грешка може да ве чини коронавирус. Сега е завршната процедура од посетата на ковид одделот, значи влегуваме во собата за деконтаминација, каде што ја симнуваме нашата лична заштитна опрема и се дезинфицираме, значи се деконтаминираме. И потоа можеме да влеземе во чистата зона. Додека се подготвуваме да излеземе од зградата, оддалеку се слуша сирена на санитетско возило. Доаѓа нов пациент во регионалниот ковид центар во Битола. Пандемијата не стивнува. Опасниот вирус демне е насекаде. Треба да се носи маска, да се одржува дистанца, да не се групираме и да имаме дезинфекција, да ги миеме рацете, да одржуваме хигиена. Можеме да издржиме. Еве, јас од психијатриски аспект можам да го кажам тоа, дека секој човек може да издржи, кој што си го сака животот и си ги сака своите најблиски.